من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарноста му припаѓа на Аллах Джелешануху. Салават и селам му испрачаме на пегамберот салаллаху алейхи ва селем, на неговата чесна фамилија, асхабите и на сите кои го следат се до судниот ден. Аллахуме амин. Денес ќе зборуваме на темата за работи кои постачот не сме да ги прави и работи кои се дозволени на постачот. Вистински постач е оној кој неговите органи се воздржани од грабови. Пример, јазикот од благи и лош говор, стомакот од јадење и пиење. Човекот треба да води сметка да не каже нешто што ќе го расипе неговиот пост, а со тоа неговиот говор е убав, а делото исправно и добро. Тоа е пропишан пост и не само празно воздржување од јадење и пиење. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем го поттикнува постачот да се одликува со најубав и наисправен морал. Затоа должност на муслиманот е да се оддалечи од овие дела кои го пресипуваат неговиот пост, за да извлече полза и да стекне побожност која ја спомнал Аллах субханаху ва таала. О верници, ви се препишува пост како што им се е пропишан на тие пред вас, за да бидете богобојазни. Од Ебу Хурейре радијаллаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: кој не го остави лажниот говор, на Аллах не му е потребно да ги остава јадењето и пиењето. Постот не е воздржување од јадење и пиење, туку од безкорисен и безсрамнен говор. Па ако некој те навреди или неразумно се однесува кон тебе, кажи јас постам. Има постачи кои од својот пост имаат само глад и жед. Причината за тоа е што оној кој така постапува не ја сватил суштината на постот кој ни го наредил Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала го казнува за тоа на начин што му ги одзема наградите и севапите на постот. Што се однесува до работите кои се дозволени на постачот, покорниот Аллахов роб кој го разбира Куранот и Суннетот знае дека Аллах субханаху ва таала сака да им олесни на своите робови, а не да им отежни. Затоа мудриот законодавец Аллах субханаху ва таала дозволил на постачот многу дела и отклонил од него потешкотии. Тоа се овие примери. Човекот ако се најде досна по зората во нечистотија може да се избања и да продолжи со постот. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: за да не му отежнам на мојот уммет, би им наредил употреба на мисвак при секој абдест, со ова него издвоил постачот, што укажува дека мисвак може да употребува постач при секој абдест и намаз. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем го испирал носот и устата, а бил постач, но забранил на оној кој пости да претерува во тоа. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: и добро потрудете се кај испирање на носот, освен кога си постач. Вадење на крв поради анализа, инекција која не е хранлива и правење на хиџама, како што наведува Ибн Абас радијаллаху анху, пратеникот салаллаху алейхи ва селем извршил хиџама, а бил постач. Пробување на храна, освен да се пази да не влезе во грлото. Да не забораваме дека ова Аллахова милост е спомената и во Куранот, каде милостивиот вели: кој од вас ќе биде болен или е на пат, нека ги испости истиот број на денови. А кој ќе биде дома во тој месец, нека пости, Аллах сака да ви олесни, а не да имате потешкотии. Одреден број денови да и испостите и Аллах да го величате за упатството кој ви го даде и благодарни да бидете. Па, драги браќа, со ова кратко предавање мислам дека ќе земаме pouка како да го испостиме правилно овој месец Рамазан. На крај ви посакувам среќни беричетни денови и го молам Севишниот Аллах да ни го укабули овој мубарек месец. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракату.